драги мои, сега после градец продолжуваме за Екимово да видиме како стои ситуацијата со Ангела. Значи да видиме дали нешто сме напреднале, дали има надеж, дали можеме да очекуваме наскоро да биде направено она што ние го баравме од вас. Здраво. Здраво. Еве, почитувани наши донатори, подржувачи, пред неполна недела така, Ангела снимавме нешто тука како аматерско, но сепак тоа видео дојде кај многу луѓе, го видоа повеќе наши донатори од повеќе места и беа заинтересирани за вашиот случај, па еве сега дојдовме да видиме како стојат работите и да ги поттикнеме, значи за уште повеќе да се вклучат сите за да можеме да го направиме она што го објавивме тогаш. Сакам од вас да слушнам дали имаше позитивни реакции после видеото, дали некој ве бараше, дали ви нудија помош? Да, имаше, ми нудија помош. Ама јас сакам, например, на мене за да ми се даде помош од работници кои има некои фирми што надат за таквото да ни помогнат фирми градижно на предпријатие некој да се најдат, да ни помогнат за крово да се направи, терасата да ни се направи пава, да се покрие како што треба. Многу работи. Да, токму за тоа и нас не прашува на кој начин може да помогнат, да објавиме сметки или не. Ние бевме малку во тој дел, чекаме за да видиме дали ќе да отвориме побрзо и кампањата преку и крал. Но во исто време апелираме до сите фирми што се во Виница, па може и пошироко, да ни дадат некој попус, ако не друго, дел да ни дадат донација, дел попус. Ние веќе од утре ќе отидеме ние во некои наши постојано подржувачи што се овде во Виница, за да видиме што можат тие од нив да одобрат, но ние немаме моментално некоја груба проценка што точно ни треба и како ни треба. И затоа сега со Орце разговаравме од утре да дојде мајстор да ни каже што точно ни треба, значи колку греди и даски таму што треба се што е за керамидите, за да можеме да објавиме дополнително полни што сакаат и финансиски да донираат, може да ги чуваме тие пари специјално за тоа, бидејќи тоа ни беше целта. Да, тоа беше целта, да ни се покрие куќата, да не ни тече куќата, поради што многу кога верне дожд, целиот дожд паѓа, кај нас во ходник паѓа, во собите ни паѓа, течат ни собите од тоа покриво, дека што треба се стават керамиди да се направат, покриво да се направи. Да, ние ќе бидеме од утре, значи ќе гледаме малку по-интензивно да работиме на тоа и ќе ги известуваме нашите донатори до кај сме и што сме. Веќе имаме некои најави за донации во материјали, во плочки, во санитари, но сето тоа дополнително ќе го објавиме за да бидат сите напишани кои што ќе помогнат на било каков начин. Така да сега моментално најавив на сите што ќе ни помогнат за нас. На сите давам благослов од Господ ги даде здраве на сите што ќе помогнат. Само со Господ напред се. Значи, сепак има некоја позитивна, некоја надеж и еве мене лично и вие се надевате дека сето тоа ќе биде, бидејќи гледаме дека луѓето не се равнодушни, туку сакаат да помогнат. Да. Еве денеска дојде златна доба, жените, видуваме што можат да доа жените, немам ништо против. Се убаво, и на ние се заблагодарувам. Да, и овие другите што се од пензионерското сдружение, контактира и они ќе прават некои настани за да можат да ти помогнат. Има доста реакции. И мене ми се јавуваат, прашуваат ме донации, преко што да се издонадат, да се пратат пари. Веќе од утре ќе имаме конкретна цел, конкретен начин како ќе можеме да ги не жиросметка тие работи, да. Или директно ќе плаќаме на фирми, зависно од тоа како ќе одлучиме првенствено да најдеме што ни треба точно, конкретно и ќе објавиме тоа што е потребно. Тоа нема проблем. Од се срце ви се заблагодарувам на сите. Исто и ние се заблагодаруваме на сите оние што не контактираа. Бидејќи минатиот пат не го покажавме баш тоалетот, само кажавме дека е надвор, сега мора да биде
повторно надвор од некои други нели причини, но еве колкаво е, само може да се прошири, да се прошири и да се стави елементи. Имаме веќе од една многу драга пријателка нели обетено дека ќе ги обезбеди сите елементи внатре, сосе, плочки, чешма и останати работи. Но да, за тука ни треба само мајстор да се пријави некој мајстор, значи ние и ќе платиме колку треба, но нели по можности да ни даде некој попуси мајсторот, но секој што е заинтересиран да помогне во тој дел, нека се јави, нека не контактира. Значи малку е надвор од куќата, но за сега мора да биде така заради некои причини што нели куќата за жал не е баш целосно нивна, но за тоа нели тоа е друга тема. Сега ова што го правиме ние сосема доволно и дозволено.